Со користење на владината мерка за набавка на педигрирани висококвалитетни млечни јуници, започна бизнисот на Билјана Трпевска, жената која поради ова од Скопје се досели во селото Соколарци Кочанско. Моментално на овие што се сега оттелени, просекот е 30 литри млеко. Сега понатака веруваме дека ќе биде поише. За сега се 96 крави, сметалци и Холштайн, а понатака ќе ги зголемиме. Трпевска е само еден од примерите преку кои се гледа ефикасната мерка на владата за зголемување на производството, но и намалување на трошоците. Денеска лично во тоа се увери и ресорниот министер Трајан Димковски, кој со директорот на Државната платежна агенција Никол Чебабовски и градоначалникот на општина Чешиново Блешево Горончо Крстев ја посети фармата на Трпевска. А тоа токму ова генетика која што се увезува, да кажеме, во последните 2-3 месеци, каде што над 500 стелни јуници се увезени, очекуваме во иднина една многу подобра соработка и со научните институции. Односно, целта е да преку увоз на ваква генетика ние во самата држава преку институциите, секако соработка со сточарите, нивните здруженија, го задржиме овој генетски потенцијал. Каков ефект имаат овие резултати во работата на Државната платежна агенција? Преку оваа програма покажавме како институции и Министерството и агенцијата дека се грижиме за сточарството во Република Северна Македонија. Исто така преку овие програми и мерки ги олеснивме и процедурите како да дојде до еден апликант до средствата кои што се наменети за фармерите. Локалните власти задоволни од позитивните бенефити на владините мерки за развој на сточарството. За нас како локална самоуправа во нашата општина е од големо значење вакви инвестиции, што повеќе да имаме, значи така ни се отвараат повеќе работни места, да можеме да се вработуваат луѓето. Вкупната вредност на целосната набавка од мерката согласно последниот повик од минатата година изнесува 135 милиони денари, финансиска подршка за набавка на 1529 грла високостелни педигрирани јуници. До овој момент увезени се 535 грла јуници.